Почитувани, сакаме да ја информираме јавноста дека поднесовме повеќе од 100 тужби до Управниот суд на Република Македонија. Ги користиме овие правни средства затоа што ДИК, наместо по приговорите да одлучува врз основа на закон и правни аргументи, одлуките ги донесе со просто политичко надгласување. Мнозинството на ВМРО-ДПМНЕ во ДИК го претвори овој државен изборен орган во политичка инквизиција. Најдобар доказ за ова е фактот што мнозинството на ВМРО-ДПМНЕ во ДИК ги одби нашите приговори, не водејќи сметка за ниту еден факт и без притоа да се направи увид во избирачкиот материјал на оспорените избирачки места. Барањата за увид и пребројување на гласачките ливчиња беа одбиени со надгласување 4:3. Сосема спротивно, за приговорите поднесени од ВМРО-ДПМНЕ во Струмица беше применет поинаков аршин. Истите членови на ДИК, кои одбија повеќе од 300 приговори на опозицијата, во случајот на Струмица прифатија приговори без никаков правен основ со кои сакаат да му ја украдат убедливата победа на градоначалникот Зоран Заев. Не може со 3 неиздржани приговори и без увид во гласачките ливчиња, мнозинството на ВМРО-ДПМНЕ да се обидува да ја смени волјата на струмичани. Очекуваме Управниот суд да покаже висока професионалност и независност во одлучувањето по тужбите, да пресудат ослободени од политички притисок, водејќи се единствено од Уставот и законите во државата. Управниот суд, како последна инстанца, ја има целата одговорност со законски одлуки да ја исправи политичката неправда на мнозинството на ВМРО-ДПМНЕ во ДИК. Составот на ДИК се менува, доаѓале и ќе доаѓаат различни представници од политички партии, но судиите на Управниот суд имаат траен мандат кој треба да го оправдаат со своето совесно и законито работење. Ви благодарам, повелете ако има прашање. Нашите очекувања се дека во вториот изборен круг СДСМ и опозицијата Сојузот за едината, нашата коалиција Сојузот за едината, ќе го максимализира својот резултат. Очекуваме на граѓаните на Република Македонија секаде каде што има втор изборен круг да покажат голем степен на одважност, на храброст, на совесност и конечно со голем и масовен одзив да излезат за да ја покажат вистинската волја на народот, при тоа да излезат во пресрет и да се спротивстават на сите нерегуларности и манипулации кои во продолжение ВМРО-ДПМНЕ ќе ги прави. Благодарам.